организирана набавка на опрема, на репроматеријали, после тоа исто така и пакувањето и продажбата на самиот производ, медот и другите производи преку задругата, сигурни сме дека многу полесно и подобро ќе оди на пазарот, а во тоа ќе се уверат и нашите останати членови кои не се моментално во нашата задруга. Со самата реализација на овој проект сега што веќе го реализираме преку Европската Унија, преку КЕР и Македонската развојна фондација за предпријатија, веќе сме во завршна фаза и голема благодарност исто така и до Македонската асоциација на земјоделски задруги, каде ние сме членови од самиот почеток од 2012 година и оснивачи. Многу ни помага, лобира, не застапува, ги застапува нашите интереси преку сите државни институции и внатре во државата и надвор. Се одржуваат разни работилници за едукација, за запознавање со нови проекти, за аплицирање и така натаму, значи од голема помош ние Македонската асоциација на земјоделски задруги. Паролата заедно е подобро, секако ние сме свесни тоа дека заедно е подобро. Ако се здружиме во задругите, многу подобро, полесно ќе ги решаваме сите наши проблеми и во однос на набавката и во однос на пласманот. И ги повикувам сите задруги и новоформирани да дојдат да се зачленат во ова чадор организација, зашто вистина сите ќе имат голем бенефит. Да се искреира заедно со Министерството, бидејќи ние таму сме социоекономски партнер, една многу добра правна рамка во која што и во иднина за другите ќе можат да го зголемуваат своето членство, да работат без да имат проблеми. Ќе дадеме различни видови на услуги, потреба од изготвување на бизнес планови, правна помош. Ќе организираме средби со потенцијални купувачи кои што во иднина би го откупиле производството од самите задруги и ќе бидеме клучен сегмент за развој на задругарството и движечка сила на развој на земјоделството со тоа, а исто така и на општествен развој во смисла на развој на руралните средини, развој на селата, одлуки кои што ги имаат донесено за другите, останува процент во фонд за развој на општествени активности, така да за другите ќе бидат место каде што ќе се можат да се запослат нови млади сили кои што ќе работат со нови технологии. Не ги забораваме и жените, што повеќе жени да влезат во управувачките структури на МАС и млади луѓе, имање на предприемачки способности, знаење за дигитални технологии, да имате централна поддршка како Асоциацијата на македонските задруги и да бидете дел од приказната. Целта на формирањето на задругата, односно на собирањето на 22 членови беше да еден убав ден имаме или направиме или создадеме откупно-дистрибутивен центар, да ги намалиме трошоците на производство, односно да ја зголемиме откупната цена на јаболкото. Донаторот ни овозможи и добивме исто така дел од проектот, можност да изработиме елаборат кој понатаму ќе послужи за брендирање на преспанското јаболко. Согласно статутот на МАС, поднесовме барање за пристап во членство во Македонската асоциација на земјоделски задруги и веднаш бевме примени. Ги користиме незините услуги во вид на обуки, информирање, комуникации со државните институции, што многу ни е битно. Ги промовираме за другите и воедно ќе соработуваме заедно со другите балкански сојузи, ќе се вклучуваме во многу проекти во кои што заеднички ќе можеме да ја согледаме насоката во која што во иднина треба да се движиме. Неминовна е потребата од здружување, бидејќи сите купувачи кои што доаѓаат бараат производ од прва класа, бараат производ кој што е калибриран, кој што е складиран, чие што производство бара големи инвестиции, а сето тоа можете да го постигнете само ако сте здружени и ако настапувате заеднички на пазарот. Во моментов имаме регистрирано 62 земјоделски задруги на територија на целата држава,
од различен карактер, значи од различен тип на производство. Македонската асоциација на земјоделски задруги е економски и социјален партнер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. До сега имаме доста плодна соработка во поглед на разговори околу политиките и програмите кои што ги пропишува Министерството за земјоделство. Доста конструктивни дискусии имаме во насока на подобрување на мерките и подобрување на состојбата на задругарството. Во 2018 година почна со реализација проектот за модернизација на земјоделските задруги, проектот за развој на земјоделските задруги, кој што е финансиран со грант од Европската унија, кој што имаше главни цели формирање на нови задруги, поддршка финансиска и техничка на постоечките задруги, да се изработи нов закон за задруги како алтернатива на постоечките закони за задруги и законот за земјоделски задруги и да се модернизира начинот на функционирање на земјоделските задруги, дел преку мониторинг системот кој што ќе се воведува и институционално зајакнување на амбрела организацијата, чадар организацијата на земјоделските задруги, односно Македонската асоциација на земјоделски задруги. Благодарение на проектот успеавме да обезбедиме изработка на стратегија за земјоделски задруги, која што понатаму ќе дефинира која насока ќе се движат земјоделските задруги.